Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Во вечерашново издание ке гледате. Macedonia is not a country. I'm sorry, it's not a country. So the Kosovars and the Albanians in Macedonia should become part of Kosovo, and frankly, the other part should become part of Bulgaria or wherever countries they are associated with. Американскиот конгресмен Рохра Бахер еднаш ја дели Македонија, друг пат ја брани ВМРО ДПМН пред Хојтји. A majority was elected in Macedonia, and the reports that we have are that our ambassador actually encouraged a situation in which the Macedonian government, rather than having it the majority, the party that won the majority, take over, we have been encouraging obstructionism and some kind of coalitions that to try to make sure that the party that won didn't actually take power. Is that an accurate assessment? No, it's not an accurate description. Actually, quite the opposite took place. Чија пропагандна и лоби стратегија турка омилениот конгресмен на Путин? Мандатарот Зоран Заев ги почна преговорите за нова влада. Вечерата кај Могерини во среда и самитот на НАТО во четврток ќе останат без представници на новата власт. Во дебатниот дел во кој ќе се осврнеме и на новата анкета за рейтинзите на партиите, гости се Висара Деми и Петар Арсовски. За крај имаме саботажа. Почнуваме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Темата за платените лобисти на ВМРО ДПМН во Америка е повеќе пати јавно експлоатирана. Според достапните податоци, евидентно е дека партијата, особено во изминатите 2 години, потроши големи суми за да влијае на политиките на Вашингтон кон Македонија. Имаше и многу пиар текстови во прилог на досегашната владеачка структура, кои овде беа пренесувани како автохтони ставови на влијателни креатори на американското јавно мислење, а всушност беа платени објави. Кога во февруари оваа година американскиот конгресмен Дейна Рорабахер за една телевизија во Албанија даде изјава дека Македонија не е држава и дека треба да се подели, овој настап беше искористен од медиумите блиски до ВМРО ДПМН во прилог на тогаш забрефтаната кампања дека Зоран Заев ја прифатил тиранската платформа и дека ќе ја федерализира и дели Македонија. Еве изјавата на конгресменот Рорабахер дадена за телевизија Визион Плюс на 6 февруари годинава. I hate to tell you this because this is going to make everybody mad at me, but what the heck? I mean, my own inclination is Macedonia is not a country. I'm sorry, it's not a country. They're so constructed that they'll never be able to get along. So the Kosovars and the Albanians in Macedonia should become part of Kosovo, and frankly, the other part should become part of Bulgaria or wherever countries they are associated with. Ова изјава на Рора Бахер, дадена среде националистичкиот набој во Македонија со тиранската платформа, следуваше лавина текстови во овдешните медиуми во кои американскиот конгресмен беше портретиран како албански лобист, поддржувач на радикални исламски структури и неизбежно како платеник на Сорос. Рора Бахер, Заев, Еди Рама и Али Ахмети имаат иста визија, е еден од тогашните наслови. Но кога оваа изјава на Рора Бахер од февруари ќе се погледне низ призмата на настапот на овој конгресмен пред 2 дена на сослушувањето во подкомитетот за Европа на Американскиот конгрес, таа добива сосема друг призвук. Во дебата со заменик помошникот државен секретар Хојтји, Рора Бахер ги користеше тезите кои на овдешната политичка сцена ги експлоатира ВМРО ДПМН. Затоа дека партијата што освоила мнозинство е оставена надвор од владата и тоа по директна интервенција на американскиот амбасадор Джес Бејли. Еве го тој дел од полемиката на Рора Бахер со Хојтји. A majority was elected in Macedonia, and the reports that we have are that our ambassador actually encouraged a situation in which the Macedonian government, rather than having it
the majority, the party that won the majority, take over, we have been encouraging obstructionism and some kind of coalitions that to try to make sure that the party that won didn't actually take power. Is that an accurate assessment? Mr. Chairman, thank you for the question. No, it's not an accurate description. Okay. Actually, quite the opposite took place. Let me begin with the first part, just to make clear on interference. There's no question that the United States is assertive in defending U.S. interests and what we believe should be accepted by countries that want to be partners with us. And this is important to mention that Macedonia wants to join NATO. Macedonia wants to join the European Union. And the same with Albania, also wants to join the European Union. We as partners are trying to help them meet the standards necessary in order to achieve that goal. So when, for example, we advocate for rule of law, when we advocate for judicial independence, when we advocate for human rights, it is not always popular to the government in power. But we believe as partners and as potential allies, it's important to make clear and to help them implement reforms that will advance what we believe is a shared interest. But if the government does not want to support rule of law, does not want to support human rights, it is their sovereign right to do so. It is still our obligation to make clear what our priorities are. As long as the government is representative of an election process, that they are the real government, whoever. Absolutely. We believe the majority of people will decide who is the government. And if we are there undermining that for whatever reason we want the government to go the opposite direction, we are interfering with people's right to choose their government. And we've heard Mr. Meeks is very concerned about any influence the Russians might have. Okay, they have their national interests, we have our national interests. But perhaps it's better for us. I mean, what the result that I see in Macedonia is that, and I use some not totally accurate words when someone asked me about it. They got quoted all over the world, but they don't have, I shouldn't say a country, they don't have a government. I mean, they don't have a government because there's been people there from the outside, I believe, who's convincing people not to either respect the majority or, number two, not to make the compromises that are necessary for democratic government to work. And if we're down there watching out for our interests, and we have decided that that's tied to social goals that may or may not be what the people there believe in, we are interfering with their with that system to the point that it's totally broken down. And you don't have, correct me if I'm wrong, the government right now, they still have not have a functioning government in Macedonia. Am I wrong? There is an interim government, sir, to answer your question. An interim government, right. Yes. Okay. But to answer your question, in Macedonia, the elections did result in a situation in which no one party had a majority. Mm-hmm. And therefore, it was incumbent upon the parties to form a coalition that would have a majority of seats in parliament so the government could be formed. Was it a majority of the vote or a majority of the people elected in the parliament? It was proportional. It was essentially the same, that the party... So no party won a majority of the No vote. party won a majority. However, there was a coalition of members of parliament that did represent a majority that is supposed to receive, under normal European democratic norms, a mandate from the president of the country to form a government. And up until today, the president has been withholding that mandate from the majority. And we have been advocating very strongly, sir, for the president to observe the Constitution, observe European democratic norms, along with our European partners. Okay, so we have been suggesting that the president send that letter and make that recognition. Is that it? That he allow the formation of a government. Not one party or the other, but to give the mandate to the majority. This is the basic democratic principle. And today he did that. So we've advanced beyond the next step out of this crisis. Има уште еден важен аспект во политичкиот портрет на Дейна Рорабахер, а тоа се неговите проруски ставови во континуитет со години. Рорабахер важи за омилен конгресмен на рускиот председател Владимир Путин. Неговото име деновиве се споменува во актуелната истрага за руско влијание на председателските избори во САД и врз членови на администрацијата на Доналд Трамп.
Вашингтон Пост објави дека постои аудио снимка на која се слуша како лидерот на републиканското мнозинство во Конгресот, Кевин Меккарти, му коментира на спикерот Пол Рајан дека се сомнева оти двајца републиканци се на платниот список на Путин, и тоа Доналд Трамп и Дејна Рорабахер. Подоцна Меккарти рече дека се шегувал. Сепак својот специфичен однос кон Москва, Рорабахер не го криеше ниту на последната дебата со шефот за Балканот во Стејт департментот Хојти. In terms of our influence, let me note that several times what we've heard here today is how we must be concerned about Russia's, we have to stand up to Russia's trying to increase its influence. What is that all about? I mean, this is Russia-phobiaism. Russia-phobia, that they are no longer the Soviet Union. They are a major power. They have every right to try to expand their influence by influencing people in various parts of the world, as we do. And we are all over the map in these things, and we are our military all over the world, trying to do that through the military even. And yeah, Russia has every right to try to become an influential force, especially on countries that border Russia. What's going on? I mean, we went up to the Baltics, and after hearing the words Russian military aggression in the Baltics over and over and over again for a year, I went up there, and then we had a hearing, and there was no Russian military aggression in the Baltics. I mean, not once has their troops gone into one of these countries, and yeah, we actually put more troops on their borders than they actually put inside their own country next to these countries. So again, I think this idea that we are now treating Russia the same way we did during the Soviet Union is harmful to peace and undermines our ability to get things done and promote peace in the world. One last thing about this whole thing about Macedonia and Soros and these other things. Look, and here's where we disagree. No, if a country decides they have political parties based on their social norms, whether it's, yeah, they have a right to have a political party and say, no, we are not going to, and I'm not stepping on trying to attack anybody here or anything. We have a right to determine what we consider to be acceptable in our national parade, okay? And I know we have had problems with that. What I see is that you have Christian groups in these countries that Soros and his gang don't like the Christian groups. They don't like family groups, people who have more traditional conservative principles. Now, I'm not saying those principles are right. I'm just saying the people of these various countries have the right to do that without interference from us, without us shipping in money to try to help them organize politically to get the guys who are on the other side of those social norms. So what we are doing is helping them to achieve their goal. We're not telling them they must join NATO or they must join the European Union, but they must meet certain standards if they do want to advance. Russia is fundamentally against what these countries are trying to do. That is the difference. We're trying to help these countries join the West. Russia's trying to hold them back. Ова беше американскиот конгресмен Дејна Рорабахер, кој во февруари изјави дека Македонија не е држава и дека треба да се подели меѓу Косово и Бугарија. По ова што вечерва го слушнавте и видовте, оставам сами да заклучувате за позадината на ставовите што ги брани Рорабахер. Сега ќе направиме уште една пауза, а по неа се враќаме со разговор за процесот на транзиција на власта, преговорите за нова влада и новите рейтинзи на партиите. Се враќаме со емисијата 360 степени. Помалку од 1% поен е разликата во рейтинзите меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. Покажува новата анкета на агенцијата М-Проспект, спроведена на барање на Телма и МЦМС. На прашањето ако утре се одржат парламентарни избори, за кого е најверојатно дека ќе го дадете гласот, 24,5% од анкетираните одговориле дека тоа би била ВМРО ДПМН, а 23,7% одговориле дека ќе гласаат за СДСМ.
8,5% според анкетата рекле дека ќе гласаат за ДУИ, 3,7% за БЕСА, 1,8% за Алијансата за албанците и 0,9% за ДПА. Анкетата е спроведена од 10 до 15 мај по телефон на репрезентативен примерок од 1000 испитаници. Заради споредба, М-Проспект и Телма на една недела пред изборите во декември минатата година објави анкета која покажуваше предност од 3,9% поени на ВМРО ДПМН пред СДСМ. Изборите завршија со помалку од 1% поен во полза на ВМРО ДПМН. Добро вечер и добре дојде за Петар Арсовски. Добро вечер. И Висар Адеми. И барам веднаш да ги коментирате овие ново-стари тенденции во рейтинзите. Арсовски? Видете, се појави една фама дека анкетите не можат точно да ги погодат резултатите на изборите, која се повторува од циклус во циклус кај нас. Тоа за волја на вистината не е целосно точно. Анкетите се добар индикатор за расположението на граѓаните ако се направени професионално и точно. Но треба да ги знаеме ограничувањата на анкетите како методологија воопшто. Прво, анкетите имаат своји стандардни одстапувања, во кои е невозможно да се погоди точно каде ќе паднат бројките. Тие отстапувања се движат од 0,5 до 3,5 зависно од големината на примерокот. Тоа е прво. Второ, анкетите секогаш не се добар индикатор за точните расположенија кога општата политичка ситуација во земјата е многу волатилна, кога многу се менува. Во таква високотензична атмосфера не може да се сметаат за точен индикатор на сегашното расположение. Повеќе може да се сметаат како тренд. Имајќи го тоа предвид, јас очекувам дека анкета направена за недела дена веќе би имала различни резултати. И трето, бидејќи сите овие бројки се во рамки на маргините за грешка, се може да е точно. Може всушност СДСМ да води, може ВМРО да води повеќе од што покажува анкетата на М-Проспект и така натаму. Не може да се земат како точен индикатор, особено во овој период и кога се резултатите толку блиски. Има некои тенденции таму кои се можеби вредни за коментирање. Тоа е повеќе во албанскиот дел, односот ДУИ, БЕСА, другите партии. Дали тука има некаква трајна тенденција? Првична оценка на Адеми, па ќе продискутираме малку во детали. Edhe unë jam dakord që indikacioni është shumë i rëndësishëm dhe në fakt kjo anketë tregon indikacionin dhe disponimin që ka qytetari i Maqedonisë për lidhjen me partitë politike. Unë do kisha thënë pak nëse ka një lloj diskrepance e madhe tek partitë politike shqiptare, është pak më simptomatike për shembull diferenca që ka BDI-ja me partitë opozitare shqiptare. Në qoftë se është metodologjia e njëjtë që ka bë М-Проспекtin vjetor, atëherë ato kanë marrë përballë Maqedoninë si një njësi zgjedhore dhe i kanë dhënë numrat, statistikat në nivel të gjithë shtetit, edhe kjo ka mundësi për shkak të sistemit ton zgjedhor dhe për shkak të sistemit të Dontit që disa partitë që nuk e arrin pragun e kalueshmërisë, shumica e këtyre votave të shkojnë favoritit. Тоа е веројатно уште една олеснителна околност или ајде отежителна околност, зависи од каде гледате во однос на тоа како треба да им пристапуваме на овие резултати. И во право сте, не е исто дали имаме национална анкета во која што државата една изборна единица или се прави анкета по изборни региони. Но тогаш секако примерокот мора да биде многу поголем и репрезентативен на ниво на регион. Mendoj se në qoftë se kishim marrë të gjashtë njësitë zgjedhore, diferenca ndërmjet BDI-s dhe partive opozitare shqiptare do kishte qenë më e ngushtë sa që është tani. Këtë e kam unë mendim personal. Mirë po, ajo që duhet të them është se trendi ose indikacioni është që BDI-ja dhe pas këtyre ngjarjeve nuk ka ndonjë rënje të madhe siç ka për shembull rënje partitë opozitare shqiptare që kishte një lloj shpresë, një lloj energji e re se ato mund ta fitojnë BDI-n. Kjo mbas është edhe mirë për mendimin tim sepse në zgjedhjet lokale tregon indikacion që bashkëpunimi i partive opozitare është i pashmangshëm. Nuk duhet të ketë mas një iluzion që partitë opozitare shqiptare duhet shkojnë ngarojnë vetëm në zgjedhjet lokale sepse atëherë ka mundësi që mos e fitojnë. Чекайте сега, што е опозиција, што е власт во албанскиот кампус или зборувате за досегашниот për deri tani që ka qenë BDI-ja me VMRO-n, duke i marrë tani që këto janë opozit. Me konstellacionin e ri ka mundësi të gjithë qenë opozit. Mirë, por nëse e marrim BESën, Aleancën dhe PDSH opozit teknike të BDI-s, atëherë mendoj që këto duhet i bashkojnë forcat, duhet i bashkojnë kandidatët, ideologjinë dhe programet partijake me qëllim që të fitojnë të paktën një komunë të madhe rurale
dhe disa urbane, disa më të vogla, për shkak se duhet të tregojnë përfundimisht një supremaci më të madhe mbi BDI-n mbas 16 viteve, do të thonë, qeverisje të BDI-s në nivel lokal dhe nacional. Анкетата на М-Проспект и Телма беше меѓу ретките која што пред изборите прогнозираше тесна трка меѓу ВМРО ДПМН и СДСМ. Реков, пред изборите тие прогнозираат 3,9% поени во полза на ВМРО ДПМН. На крај изборниот резултат покажа разлика помала од 1% поен меѓу ВМРО и СДСМ. Велам 3,9 во тој момент се чинеа преоптимистички во однос на СДСМ, но на крај разликата беше уште помала. Ако од тој аспект сега ги гледаме овие колку се 0,8 од 100 разлика, што би рекле? Ако сакате да потврдам теза дека ако се задржи отстапувањето на М-Проспект пред изборите и кога би се применило истото отстапување, тоа би претпоставувало дека СДСМ води. Не знам дали е така, да. Да, не може да се заклучи такво нешто, затоа што прво мислам дека споредуваме две анкети кои не се споредливи по својата методологија. Мислам дека таа пред изборите беше теренска анкета на поголем број испитаници, стратификувана по изборни единици. А дека е ова на помал број испитаници, телефонска, не стратификувана по изборни единици. Тука секогаш има некакви стандардни девијации врзани за методологија. Мислам дека не е така. Дека од тој аспект методолошки се споредливи. Во ред. Но не мора да значи дека ако разликата од 3,9 се намалила на помалку од 1%, помеѓу последната анкета и изборите, дека кога сега би се закажале изборите, истата методологија би можела да се примени на оваа анкета. Упорно ќе повторам, анкетите во ваков период на висока политичка тензија, кога луѓето се високо политизирани, кога секоја изјава, секој потек, секоја одлука, па дури владино место, министерско место, реално го менува расположението на гласачите, не може да се земат како траен индикатор за распоредот на силите. Бидејќи, ние сега зборуваме за односот помеѓу ДУИ и БЕСА. Тој знаете како може радикално да се смени со самата одлука дали БЕСА ќе влезе или нема да влезе во владата. Ајде да ве прашам околу тоа. Сега анкетата вели дека ДУИ има 8,5% поени рейтинг, што преведено во апсолутни бројки оди до 130-140 илјади гласа. Тоа се чини премногу споредено со резултатот на ДУИ во декември. ДУИ беше над ценета и во анкетата пред изборите, 6,6% поени прогнозираше М-Проспект, а ДУИ на изборите доби 4,9% поени. Тогаш БЕСА беше под ценета, бидејќи анкетата покажа 2,7, а БЕСА на изборите имаше 3,2, сега во анкетата 3,7% поени за БЕСА. Јас очекувам дека ДУИ е повторно на оваа анкета малку над цената на последната, бидејќи не гледам драматични промени освен нивната одлука дека ќе одат со СДСМ, кои би можеле да им вратат рейтинг, иако тоа не е мала одлука. Албанците, според моје мислење, на последните избори покажа едно високо опозиционо на електризирано расположение и тоа беше една од главните причини зашто ДУИ губеше рейтинг, бидејќи доживуваа дека е верна, условно речено, на ВМРО ДПМН, а зашто БЕСА и другите опозицијски партии добиваа рейтинг. Можно е да индикација ова дека промената на ставот на ДУИ, преминувајќи го тој Рубикон, им носи некаков рейтинг, но не верувам дека 50.000 гласа, како што тоа во бројки отприлика така, значи можат да се предомислат за неколку месеци во таква брза констелација. Напротив, ми се чини дека имаше една јавна перцепција дека ДУИ со сето тактизирање, кое што го покажуваше во овој период наназад, дека може би уште повеќе губи од својот рейтинг, што сега оваа анкета не го потврдува, дека веројатно дел од другите партии на албанците за сметка на тоа треба да авансираат. Këtu ka dy momente shumë kritike, domethënë, për të analizuar përfundimisht anketën. E para është se nëse ju bëni nivel kampioni në nivel Maqedonie, atëherë shqiptarët merren për bazë statistikës 25% ose 250 nga numri total i shembullit që është marrë për anketim. Domethënë, nëse në këtë e vendosni margjinën e gabimit që është 3 plus minus 3%, atëherë tregohet që kjo mund të jetë determinanti kryesor për të bërë gabim kaq të madh.
Unë besoj që në qoftë se Besa edhe Aleanca vendosin që mos jenë pjesë e pushtetit, atëherë ka mundësi që shumica e këtij disponimi të vazhdojë të jetë pro BDI-s. Në qoftë se ato vendosin të marrin përgjegjësi dhe të jenë pjesë e procesit vendimarrjes institucioneve, atëherë besoj dhe them që është kjo më tepër optimiste se sa që mund të duket në parim si numër statistikor. Mendoj që margjina e gabimit për plus minus 3% është përcaktuese për të treguar që ndoshta BDI-s është bërë një favor më i madh në dhënien e këtij kontingjenti numrave që si ka në fakt. Unë mendoj që të Komitetit të Maqedonasit, pak të Partitë Politike Maqedonase, mendoj se LSDM-ja e ka këtë lloj diferencë të vogël, sepse populli pas 2 viteve, edhe se si shkonte puna e mandatit, e humbi atë shpresën se mund të fitojë Zaevi ta merr mandatin nga kryetari i shtetit. Tani nëse bën analiza, kur veç më kryetari i shtetit ja ka dhënë mandatin, dihet që tendenca e njerëzve është gjithmonë të me pushtetin. Edhe mendoj që kjo diferencë ose do ngushtohet ose në të ardhmen do shkon në favor shumë më të LSDM-s. Се согласувате со оваа теза дека сега како на сцена ќе доаѓа новата влада, така тоа може да додава на рейтинг на партиите во власта во прво време зборувам. Тенденциите досега беа такви во однос на ВМРО-ДПМН, да речем. Има еден цикличен феномен во македонското гласачко тело кој се забележува емпириски последниот период, а тоа е дека власта особено во првиот период на своето владење добива, тоа го нарекуваме ние буст. Значи добива некаков рейтинг, се прилепуваат луѓе. Тоа се тие нагласени авторитарни тенденции во македонското гласачко тело кои сакаат да бидат со оние кои ги доживуваат како победници. И тоа не е недемократска чисто пракса, бидејќи луѓето сметаат дека својата агенда повеќе има шанси да ја исполни тој што е поблиску до власта и таму се преклонуваат, од истата причина и често гласаат за оние кои претпоставуваат дека ќе победи. Без оглед на тоа за кого реално, чија идеологија реално им е поблиска. Ако ги погледнеме последните бројки на Импроспект, тие многу личат на резултатите на изборите. Со некакви отстапувања кај помалите партии во албанскиот дел. Јас мислам дека треба да се почека да се направи владата и да слегнат високите политички тензии. Не мислам дека можно е тоа со оглед на тоа што ни следуваат локални избори? Па барем во летниот период ќе биде можно. Јас мислам дека се чувствува еден замрк на материјалот кај критичката јавност, па и кај општата јавност од политизирањето на дебатата. И мислам дека релативно брзо ќе се стабилизира рейтингот, но мислам дека повторно ќе се појават политички тензии пред локалните избори, особено во албанскиот кампус, особено помеѓу Беса и ДУИ. И мислам дека повторно тогаш ќе бидеме сведоци на некаква актуализирање на рейтинзи, прогнози, политички маневри и така натаму. На линија на ова, што значат овие бројки во пресред на локалните избори, кои што најверојатно ќе бидат на 15 октомври? Kjo përzihet lokale në kupton nëse janë saktë ato numra ose nëse është sakt tendenca, atëherë tregon që Besa e ka pashmangshme bashkëpunimin me partinë tjetër opozitare që është Aleanca. Në ato lloj bastione ku ato kanë shumicë. Ndarje e komunave mund të jetë në bazë një proporcioni statistikor që ato kanë marrë nga zgjedhjet e fundit, ose mund të jetë një anketë e re që do bëhet vetëm për nevojat e këtyre dy partijave për të parë cila nga këto parti ka dominancë në ndonjë komunë të veçantë. Mirë po është e pashmangshme nëse dëshiron të fitohet BDI-ja, të jepet një lloj, impakti të madh kësaj lloji garniture të BDI-s që duhet të fitohen ato lloj komuna ku ka më tepër disponibilitet të madh. Për shembull, dihet që për Partinë Maqedonase Shkupi gjithmonë ka qenë signifikativ. Ajo parti që e ka marrë Shkupin e ka marrë pastaj qeverinë, edhe në tek shqiptarët, nëse ju nuk e merrni Tetovën dhe Gustivarin, atëherë do e keni rrezikun e përcaktimit gjithmonë të një partie të vogël, siç ka qenë për shembull rasti me partinë e Rufi Osmani, që asnjëherë nuk e bën kapërcimin e madh nga partia e vogël në parti të madhe për shkak të mungesës të bashkëpunimit ose të bashkërendimit ose të bashkëkoordinimit me partitë tjera opozitare. Nëse Besa dhe Aleanca nuk bashkohen dhe nuk e bëjnë atë matematikën që 1+1 bëjnë 3, atëherë gjithmonë rrezikojnë që të ngelin parti të vogla dhe BDI-ja të mbajnë gjithmonë në kuptimin e fitores poshtë saj. Ајде сега полека да направиме транзиција кон она што стана актуелно откако Иванов реши да го даде мандатот на Зоран Заев. Тој веќе почна
да се среќава со потенцијалните коалициски партнери. Еве денеска е актуелна средбата со Али Ахмети. Дали вака на прва може да ги детектирате потенцијалните пречки во овие преговори? Има многу, не знам дали имаме доволно време. Прво, навраќајте се на тоа, мислам дека БЕСА има и друга опција, која веќе ќе се види во преговорите за влада, а тоа е да се приклони кон коалицијата СДСМ-ДУИ. Веројатно тоа е примарното прашање што во овие денови ќе треба да се одговори. Влада со и без БЕСА не е иста. Од повеќе аспекти се разбира. Владата со и без БЕСА не е иста во смисла на стабилност на политичката ситуација, стабилно парламентарно мнозинство, инаку владата како ресори повторно ќе функционира, но е добар сигнал ширењето на приказната од страна на Зоран Заев и гледам дека тој се обидува тој потек да го направи. Добро, ако е интерес на СДСМ да има БЕСА заради постабилно мнозинство во парламентот, тогаш што е интересот на БЕСА? Така, знаете како интересот на БЕСА во моментот се шифта. Тие изградија својата политичка кариера критикувајќи го ВМРО-ДПМН и нивните до тогашни коалициони партнери ДУИ. Тој наратив е сега веќе невозможен. Така што мислам дека овие бројки помеѓу другото индицираат дека БЕСА треба сериозно да размисли дали може би најдобра политичка опција во моментот им е приклучување на таа влада и таа одлука ќе им биде прв пат ставена на тест пред локалните избори. Мислам дека за тоа има повеќе придобивки за БЕСА одошто ризици, сепак има и ризици, се разбира, бидејќи тие ќе мора да најдат некаков нов наратив, тие не може да бидат опозиција на... Да, ја изгубат шансата да ја критикуваат ДУИ, веќе ќе седат во иста влада. Мислам дека за БЕСА таа шанса веќе ќе се намалува секако. Еве зошто? Затоа што повторно албанското гласачко тело, според оние бројки кои јас ги гледам, беше исклучително опозиционо. Сега таа приказна е завршена. И сега неучеството на БЕСА во влада на СДСМ и ДУИ кој треба да направи демисија на претходниот систем. Особено на краток рок. На краток рок може да се доживее како некакво предавство на идеалите кои БЕСА ги застапуваше во досегашната политичка борба. Вие што мислите од аспект на БЕСА, да, што е опортуно во овој момент? Unë mendoj që BESA nuk ka asë një opcion tjetër përveç pjesëmarrjes në qeverinë e ardhshme. Do të them pse. Unë e kuptoj atë logjikën e tyre që të kenë një lloj bottom-up approach, do të thonë duke fokusuar tek zgjedhjet lokale, ma afërsie me votuesin, me qytetarin dhe duke u rritur në mënyrë graduale. Mirë, por në këtë rast mendoj se ato rrezikojnë të udhin të gjitha në një shans, dhe ajo do të thonë që nëse ju smeni pjesë në qeveri, mbas pari nuk e kontrolloni procesin, qoftë në zgjedhje, qoftë kthimin e sundimit ligjit, të gjitha paditpënaqe që duhet të procesohen nga gjyqësia e pavarur, nuk keni pjesë këtyre proceseve kaq shumë të rëndësishme. Çfarë nëse nesër ndodhen integrimi i Maqedonisë në NATO ose në Bashkimin Evropian? Kush do ta merr këtë lloj karte fituese, për shembull që do të ndahet ndërmjet LSDM-s dhe asaj partie shqiptare që do jetë. I humni një lloj karte kaq të fuqishme, për shembull që mund të jetë në dorën e mandatarit të ri që është. Dobro, BESA može da reče дека ќе glasa za site reformski zakoni во parlament. Nuk është e njëjta të jeni pjesë institucioneve dhe të jeni jashtë saj. Qoftë edhe duke votuar. Dhe e treta, që është akoma më e rëndësishme, është vetëm për interesin e BESA-s, jo për interesin e qytetarëve, është se në qoftë se ju keni partneritet me koalicionin dhe më kësaj radhe, ju mund të keni edhe bashkëpunim për zgjedhjet në raundin e dytë për ato kandidatë që i keni ju për kryetar komunesh. Në qoftë se ju e lëni vetëm BDI-n, atëherë SDM-ja ka të gjithë të drejtën të thotë që dëgjoj, unë e kam partner koalicioni BDI-n edhe unë e kam për detyrim dhe marrëveshje kemi ta përkrajmë njëri tjetrin në ato lloj vende ku kemi, domethënë, mungesë votash. Atëherë ju nuk mund ta kritikoni LSDM-n në qoftë se për shembull i humni Tetovën, në qoftë se humni Gostivarin. Thash edhe një herë, në qoftë se humni këto lloj komunash, atëherë edhe ky lloj approach-i jot bottom up që thonë ato që ne do marrim komunën, pa komuna nuk ka për të funksionuar asnjëherë. Prandaj mendoj që momenti është të marrin përgjegjësi, të jenë pjesë e procesit, të kontrollojnë procesin e të vazhdojnë të japin zgjidhje për problemet që ka Maqedonia. Уште едно прашање веројатно кое што ќе се отвори во овој процес е кои кадри од ДУИ ќе бидат на водечките места во владата и тука пред се мислам дали тоа ќе бидат истите луѓе кои што беа дел од владата заедно со ВМРО-ДПМН или евентуално ќе дојдат нови лица. Предпоставувам дека за ова
постава млади министри кои што со хокеарска измена влегува во владата, тешко дека ќе има место во новата екзекутива, барем такви се првичните сигнали. Но како вие гледате на ова прашање? Shve, ju mund të keni program të shkruar në mënyrë fantastike, shumë mirë, për faktori njeri është shumë përcaktues në kuptimin e implementimit të këtyre programeve që ato i ka aprovu qeveria ose partia politike. Në qoftë se BDI-ja shkon me kuadrat e vjetra, e tani po ndëgjoj shumë nëpër televizore, nëpër këto mediume të shkruara që për shembull ka kryetar komunash, ka njerëz të cilët kanë dështuar të ndërtojnë qoftë 1 kilometër asfalt në komunat e tyre. Janë persona të cilat nuk i kanë dhënë të detën fundamentale që ka qytetari, është e deta për pije, për ajër të pastër e kështu me radhë. Në qoftë se ju këto persona i vendosni me bagazh të dështuar profesional, atëherë besoj që përcaktimi ose suksesi i asaj qeverie është, në kamp të qelçta, të themi. Unë nuk besoj se reformat e mëdha mund të bëhen me kuadra të vjetër. Përfundimisht ka ardhur në Maqedoni duhet vinë që kuadri profesional duhet të jetë i rëndësishëm në përcaktimin dhe në bërjen e këtyre reformave. Në qoftë se BDI-ja nuk gjen, domethënë, energji të re, mendime të reja, atëherë besoj që nuk do ta ketë lehtë ti çelë disa procese përpara. Арсовски, факта дека на некои кадри во ДУИ име залепена етикета дека биле блиски до ВМРО-ДПМН и дека остануваат. Факт е и дека во овој период на продолжена транзиција се случија потези во кои што очигледно дел од ДУИ одигра во прилог на ВМРО-ДПМН. Например, со изборот на Јово Вангеловски за председател на Врховниот суд. Исто така чудна беше иницијативата која што произлезе од Министерството за локална самоуправа до Уставниот суд околу мандатот на градоначалниците и советниците. Така што ќе има ли простор Заев да бара од Ахмети со оглед на бројките да понуди нова постава во владата? Ова прашање бара малку покомплициран одговор. Во ДУИ во моментот се кршат две копија. Едното е партиското и едното е објективното. Прво ќе поразговараме за објективното. ДУИ е партија која е настаната на етнички наратив. Со конфликтот во 2001, тие теми и се незиниот модус операнди. И тој е бунарот од кој тие црпат политичка енергија во моментот. Иако се трудеа да направат трансформација, ако се види последната изборна програма, во неа има и други теми, не се само етничките. Но, Тиранската платформа значи некакво враќање на тој основен наратив, кој сега со коалицирањето со СДСМ спласнува. Бидејќи нема веќе го нема оној антагонизам кој ги држи гласачите во своите етнички јадра, тие теми се надминуваат и така натаму и така натаму. И ДУИ ќе биде под притисок да најде нов политички наратив, кој не е врзан со правата, условно речена, на албанците. И во таа смисла, новите дечки би требало да добијат подобра шанса, затоа што тие би требало да не бидат оптеретени со исконската борба на албанците, историјата на таа партија и така натаму и така. И тоа е едниот наратив кој говори во полза на тоа дека ДУИ би требало на новите луѓе да им даде шанса и така да се обиде да изгради нова гласачка база. Од друга страна, партискиот притисок е секако кон Ахмети. Не верувам дека тој емотивно има желба да ги награди оние челници во ДУИ кои против негова волја притискаат ДУИ дека треба да оди со СДСМ. Особено неверојатно Изет Меджити, Невзат Бејта, па и Теутариф. Не знам кои биле. За тие беа, да. Не знам дали биле само тие. Не само тие, но тие беа некако лидери на тоа. Така што Ахмети ќе дојде во ситуација дали да ги награди модерните или лојалните. И сега ние навистина не знаеме каква одлука тој ќе донесе и дали таа ќе биде чиста одлука на една или на друга страна. Секако е тоа предизвик за ДУИ во наредниот период и не сум сигурен дека може да донесе чиста одлука додека не направи една
едно посериозно разгледување на својата политичка имена. Каде во оваа равенка е позицијата на ВМРО ДПМН? Ти очигледно се повлекоа, видовме Груевски дава изјави како со колективен напор успеале да обезбедат гаранции дека државата нема да се дели, дека ќе остане унитарна и така натаму, што е веројатно екзит стратегија од она ни што поминаа во изминатите неколку месеци. Но што е вашата прогноза? Како, например, ќе се постави ВМРО ДПМН во моментот кога законот за унапредување на употребата на албанскиот јазик ќе дојде на дневен ред во собранието? Повторно еден покомплициран одговор. ВМРО ДПМН почна со еден имидж од 2001 на забрадени дечки со црвени знамиња кои се пенават на плоштад со едни ксенофобични, албанофобични пораки. Тие успешно еднаш се ребрендираа околу 2006 се претворија од црвени во портокалови, од забрадени запотени на плоштад во јапи дечки со кравати кои ги интересира економија. Ама сега бради пак се враќа на стариот наратив. Ако гледа чист прагматизам, ВМРО ДПМН би требало што е можно побрзо да се ребрендира и повторно се обиде да се врати на наративот кој му го донеше најголемиот успех во нивната историја. Што подразбирате под ребрендирање? Кадровска промена или само наративна? Секаква целосна. Има еден трешхолд, една критично ниво на брендот, под кој е поедноставно, поевтино и по-лесно да направиш нов бренд, него да инвестираш и да го поправаш стариот. Не знам тоа што значи, секако значи кадровски промени внатре, не знам, претпоставувам ме прашуваш дали тоа значи смена на Никола Груевски. Да, секако, дали значи како што е, да речеме... Секако подразбира дебата за тоа прашање. Мојот впечаток е дека ВМРО ДПМН иде попрагматичен од СДСМ и побрзо ќе влезе во процесот на ребрендирање и на реафирмирање на својата прозападна економска ориентација надвор од овој наратив, од што ние проценуваме. Вие што мислите, како ќе се постави ВМРО ДПМН? Имаше мешани сигнали, обид да им се објасни на албанците дека тие не се албанофобична партија, дека направиле многу за албанската заедница, но од друга страна на улиците се слушаше друга реторика, па и во дел од изјавите на првенците на таа партија. Unë e kam më të shkurt pak përgjigjen, unë nuk besoj që duhet ribrandimi i VMRO-s, unë mendoj që duhet reformatim i asaj partie dhe duke bërë reformatimin do heqja e të gjitha atyre viruseve që e kanë shkatruar deri në palës partinë. Unë mendoj që ajo peshja e udhëheqëse e VMRO-s duhet të japin të gjithë, domethënë të japin dorëheqje kolektive nga partia, e të marrin ato personat e rinj të cilat e kanë atë energjinë autentike dhe origjinale të VMRO-s që nga formimi i saj, e të fokusohen të jenë opozitë konstruktive, të japin mendime pragmatike se si duhet shkë Maqedonia. Zaevi ka folë për një shoqëri ose një shtet multietnik, jo për shoqëri multietnike, siç thoshte shpesh VMRO-ja. VMRO-ja do e gjej sfidë të madhe ta gjej vetën e vet, të jetë pjesë e kësaj procesit i krijimi këtyre institucioneve multietnike. Jo të shoqërisë multietnike që e krijoi VMRO-ja duke na ndarë, duke na bërë dëmet mëdhaja në shoqëri. Ne duhet ta kthejmë procesin mbrapa, duhet përfundimisht integrohemi, jo të jemi pjesë e jetëve të ndara shoqërore që ka. Што ќе биде наративот кога законот за јазици ќе дојде во парламентот? Unë nuk e di se mund të jetë narrativ, po unë e di që duhet i kthehet mbrapa vetes vetë dhe duhet të jenë ato forcat konstruktive që të kërkojnë përgjegjësi nga, thashë edhe një, nga Nikola Gruevski dhe nga peshja udhëheqëse dhe përfundimisht to të jenë pjesë e historisë dhe ajo politikë ksenofobe dhe politikë arkaike, politikë që mirëqenie vetë shef duke patur një grup etnik më keq se sa veçja duhet përfundohet dhe shkoj pjesë e historisë të jetë. Кога вие би биле мандатар, последните 100 дена, први 100 дена, што би направили? Вие сте комуниколог, сте работели на многу пиар кампањи и стратегии. Предпоставам дека локалните избори ќе диктираат едно свое темпо. Меѓународната заедница е многу јасна дека очекува структурни реформи брзо. И дека очекува Македонија да го фати вистинскиот пат кон евроатлантските интеграции. И тоа е правилната работа. Прагматичната, ако ме прашувате кога би бил мандатар и кога би советувал мандатар, во случајов мандатарот е Зоран Заев. Тој не може целосно тоа да го направи. Туку тој во моментот има победа која не е победа. Мислам дека ќе биде потребен некаков период на стабилизација, на прочистување и проветрување на метастазата на претходната власт
во институциите на системот, консолидирање на оние потези кои ги ветил, радиодифузна такса, екстерно тестирање, оние кои се најважни, и повторно реафирмирање на изборната победа за обезбедување стабилно мнозинство. Што значи тоа? Нови превремени парламентарни, помеѓу локалните и председателските. Добро. Vasco me që duhet të ketë tre prioritete qeveria e re e LSDM. Se para është domethënë sundimi i ligjit, departizimi i institucioneve gjyqësore, profesionalizimi i madh i antarëve ose gjykatave që janë pjesë e këtij procesi. E dyta është mirëqenia ekonomike që do vi nëpërmjet zhvillimit ekonomik të shtetit, duke dhënë mundësi të reja për punësim të rive dhe duke rritë kapacitetin ekonomik të sektorit privat. Kjo e dyta. Dhe e treta, më e rëndësishme është arsimi cilësor. Kam lexuar një citat një ditë që thoshte që shprehjet më negative ose më të rrezikshme nga një shoqëri zgjidhen nga një arsim cilësor. Ne kemi shkatruar gjithsej arsimin. Arsimi është lënda e parë që të kemi një sundim të ligjit pavarur, të kemi një sistem profesional në sektor privat edukuar e kështu me radhë. Këto tre fusha për mendimin tim duhet të jenë prioritare për qeverinë e re, mirë po më tepër se këtë kjo është që këto lloj procese duhet i kemë persona që janë profesional dhe që janë të dëshmuar në profesionin e vet. Jo ato që tham para se që janë persona të cilat kanë qenë të dështuar në të gjitha proceset politike, nuk kanë bërë asgjë e tani përsëri duhen të jenë pjesë institucioneve duke dashur ta mbulojnë krimin ose dështimin e tyre në nivel lokal ose në nivel tjetër profesional. Mendoj se zgjedhja e personave adekuat duhet përsëri të kthehet Maqedoni dignitetit dhe profesionalizmit të këtyre njerëzve, sepse ato do jenë bartësit të këtyre proceseve. Ti mund të kesh në letër programe fantastike, mirë por nëse ke persona që nuk kanë kapacitet intelektuale dhe profesionale, këtë kjo mund bjenuj dhe dështoj. Ако станат доволно такви во земјата во изминатиот период. Благодарам многу што вечерва бевте дел од 36 степен. Ве поканувам заедно да ја одгледаме и саботажата. Кога под пацифистичката митра се величи правдолюбието на законите на качулката, тогаш верата непоправливо се сквернавија наместо служба во името на Бога, кој единствено има право да суди, и се слугува на партијата, која сама ги носи пресудите. Недостоинствена за секогаш бива тој достоинственик, кој со своето учтиво спакувано безсрамие не само што ја дели својата паства и хули на половина од неа, туку како зарđена камбана, повикува на одмазда и екстерминација на оние што не му се поволја, на партијата. Секојаш треба да се уништи предизвикувачот на болеста. Вие ако имате тешка болест, се знае дека треба се открие дијагнозата. Дијагнозата е предизвикувачот. Ако се уништат предизвикувачите, нивните мисли, нивните намери, нивниот долг јазик, тогаш веќе ќе имате ред и мир и поредок во татковината. И тоа е провокација што ви кажа. Еве. По таа група кон која се цели веројатно сега веќе спаѓа и човекот кој од својата рака го испушти единствениот жезол поради кој се случи унитарно распаѓачко кантонално федералната предавничко качачко комунистичка билингвална драма. Излегува дека и тој челичниот се стопил и станал дел од сценариото на нечестивите, па ако мандатот може да се истретира како олеснителна, тогаш ниту покајанието за творбата што ја искреирал нема да му помогне да го избегне стрелачкиот вод на владиката. Чувствувам и лична вина. Еве, прв пат ќе кажам дека сум учествувал во едукацијата на Талат Џафери. Преку фондацијата Фридрих Хебер ги обучував пратениците од тој состав на парламентот и можеби ќе се сети на сите оние предавања и на сите обуки. Не им е лесно ниту на државните уметници и партиски мислители, тие режимски протежеа која ширеат догмата за сунетот како прва црпната мерка на мортинската влада, за да можат и натаму да го форсираат и да партиципираат во изведбата на колониалистичкиот кич гипс барок. Сега креваат ограда кон одговорноста, тврдејќи дека нивните тези и теории биле и останале само беззначајни филозофирања на темата. Ова што ние као, не знам, слободумни интелектуалци може да го бамбуриме овдека, у суштина има многу мало реално влијание у така наречената реал политика.
Значи, оно што реално има влијание, тоа е кога некои батки ќе дојдат и ќе им се заканат и ќе мора да ретарираат некои луѓе, као што се дел од активистите на Заедничка Македонија, кои беа под ненормален притисок. Беше толку наивно објаснувањето што не држи. И тој не бил само психолошки, туку и физички, иако на крајот, по се што се случи излезе голема. Во тие моменти, нуждата според сведоштвата евидентно не било од такви размери, ама доволна за да не може да се издржи тој притисок кој на неколку пати принудувал еден од востаниците да го празни, носејќи ја сопствената бешика на баждарење. Едино јас на 2 пати отидов до една кафана во близина за да го искористам тоалетот таму, бидејќи беше многу топло, пиев многу вода и бев по стрес. Тоа е провокација што ви кажам. Еве. Беше толку наивно објаснувањето што не држи. За разлика од таа нужда, од тој притисок кој го беа почувствувале, оние што функционираат на истото копче, како тие со митрата за верата, и натаму ширум ја спростираат судската тога, за уште еднаш да не се види живата кал во која е зацапана македонската правда. Имаше ли притисоци да донесете ваква одлука и се јавите, можете некој од донорот да помане кај вас да ургирате во На вакво прашање, кое што е очигледно многу тенденциозно и надвор од темата, одбивам да дадам одговор. Тоа е провокација што ви кажам. Еве. И на крајот, кога притисокот изнудува дело за кое некој си помислува, дека ќе биде категоризирано во енциклопедиите. Студентите често ме прашуваат кога ќе ме сретнат дали ви користеше тоа што предававте политички теории кога влеговте во политика. Викам, кога бев професор предавав политички теории, сега морам да ги создавам теориите. Овој научнички занес кога ќе се преточи на хартија, навистина ќе треба да биде задолжителна литература на студиите по политологија. Оти досега не е издаден таков капитален труд во кој се обелоденува непознатата теорија за тоа како е да се биде избран председател на држава, кому во 2 мандати тие што го кандидирале, ниту еднаш не му дозволиле да се избори да биде председател на државата. Тоа е провокација што ви кажам. Еве. Беше толку наивно објаснувањето што не држи. Завршуваме, ќе се видиме повторно в понеделник од 22:30. Пријатно.